Државниот здравствен и санитарен инспекторат изврши вореден инспекцијски надзор на клиниката за гинекологија и акушерство, како подопрен глас, така во ист момент и на барање на директорката на клиниката. За време на надзорот, кој беше неколку дневен, извршен е комплетен увид во однос на простор, опрема, кадар, како и медицинска документација. Констатирани се низа недоследности, кои укажуваме дека ќе мора да се коригираат во одреден законски рок. Сублимирано, недоследностите се следни. Прво, на оделението за интензивна нега и постинтензивна нега за време на надзорот е констатирано дека има зголемен обем на работа во однос на просторните и кадровските капацитети, како и во однос на опремата. Сместени се по 2 новороденчиња во еден инкубатор. Клиниката располага со капацитет од 25 новородени, а во време на надзорот хоспитализирани се 49. Од аспект на кадар, надоврзувајќи се на овој момент, сакам да ви известам дека во оделението за интензивна нега и постинтензивна нега вработени се нема доволен број на медицински сестри во однос на кадарот. На оваа бројка за новородените се грижат 4 медицински сестри во прва смена и 2 специјалисти неонатолози. Во втора и трета смена повторно по 4 медицински сестри и 2 неонатолози педиатри, од кои едниот е ангажиран и на акушерското оделение. Што значи дека клиниката има недостаток од средно медицински кадар, медицински сестри, акушерки, од сестри специјализирани инструментарки, има недостаток на кадар од неонатолози, педиатри и анестезиолози. Вкупниот број на вработени на клиниката се 300, од кои 86 доктори, 300 стручни со стручен кадар, 125 акушерки, 60 медицински сестри и 29 лаборанти. Оваа бројка не ги задоволува потребите и капацитетот со кој функционира клиниката. Сега во моментот сме во една таква состојба на предизборие, кога не можеме да примаме донации, меѓутоа веднаш после изборите во преговори сме за донации со повеќе фирми, меѓу кои и Министерството и владата се согласни да ни помогнат да донираат, кажа премиерот, 15 инкубатори за гинеколошко-акушерската клиника и уште 5 инкубатори по периферијата кои што ќе можат да ни обезбедат услови за да можеме да ги префрламе децата кои што веќе се извлечени од кризата, да си се префрлат во матичните установи и таму уште известно време да може да престојуваат, за да може кај нас да се ослободи простор за да прифаќаме критични деца. Бидејќи клиниката е единствен референтен центар за недоносени деца, значи да не ги преплашуваме пациентите и гледачите и слушателите со тоа што секојдневно се јавуваат и мислат дека на клиниката не се згрижени доносените деца. Значи со доносените деца и со децата кои што се родени во термин немаме никакви проблеми, ниту родилките, ниту децата. Постојано се уплашени, значи пациентките и нормално дека ништо не функционира на клиниката. Проблемот е со интензивната нега, односно со недоносените деца, односно децата кои што се родени со мала гестацијска возраст и кои што се ризични од самиот почеток на раѓањето за време на целиот престој додека да бидат извлечени.